Секоја втора жена е жртва на психичко насилство, а секоја петта на физичко, покажуваат статистичките податоци. Како да се препознае дискриминацијата и семејното насилство? 2 дена дебатираа учесничките на трибината што ја спроведе Организацијата на жени на Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија. Целта на овие нови семинари е да се запознаат членовите на УНСМ за дискриминацијата и семејното насилство и воено представниците од институциите на Центар за социјална работа и полицијата. Моментално канцеларијата е отворена во Прилеп и работи скоро 4 месеци, каде што имаме доволен број на членови кои што се организирани во неколку сектори, и тоа во програма за млади, имаме секција на пензионери и воедно спроведуваме активности од програмата за градежништво. Мобингот е патолошка комуникација на работното место со која се кршат и омаловажуваат основните човекови права. Спроведуваме семинари за подигање на свеста на жените работнички и општата популација на жени за препознавање на дискриминацијата и семејното насилство. И накратко е споменат мобингот, кој што е стара форма, но со ново име, односно тоа е психолошкото насилство на работно место, за кое веќе од пред неколку дена е донесена законска член во Законот за работни односи месен, каде што се определува што е мобинг и начинот на докажување на истиот. Семејното насилство се сметаше за приватна работа, која се случуваше зад затворените врати на домот. Сметам дека едукациите од ваков вид со општата јавност, но и со професионалните структури кои работат на оваа проблематика ќе помогнат јавноста да се запознае што е, што не е семејното насилство, и конечно во нашето општество тоа да се третира како сериозен општествен проблем. Значи да не се доведеме во ситуација семејното насилство да се негира, минимизира или одговорноста за истото да се префрла кај жртвите. Физичкото насилство е највидливата форма на насилство, а секоја 10-та жена е жртва на сексуално насилство.